Господин Герасимовски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сито. Добро вечер, ви благодарам на поканата, поздрав до вашите драгоцени гледачи. Веќе трета седница на Советот на Општина Центар по вашата повторена победа на локалните избори. Какви ви се односите во Советот сега? Колка поддршка имате за проектите и програмите? Да, овој месецот по завршувањето на изборите имаме 3 седници. Разгледувавме многу работи во интерес на граѓаните. Последната седница беше за програмите и за буџетот. Претходно ја изгласаа нашите советници развојната 3-годишна програма за поголемите капитални проекти. Центар секогаш бил поразличен од сите општини. Ние така функциониравме и сето она што го ветувавме пред граѓаните во предизборието, во една кампања која траеше подолго во Центар за разлика од другите општини и беше многу поразлична од сите. Так. Вид на буквално и граѓанска кампања каде што се вклучи голем број на волонтери и дадоа свој допринос. Во делот на советничката група, односно советничките групи, како помина овие седници, можам слободно да кажам дека сето она што го правиме повторно заедно. Дел од тимот од минатите советници остана во Советот на Општина Центар, но имаме и нови советници кои што го прифатија сето она што јас го предлагав. Без оглед на партиската припадност, колку мина гласа еве за програмата за буџет? Тоа е да се тргне целосно политиката на страна и да се работи целосно во интерес на граѓаните. Па можам слободно да кажам дека сигурно сме меѓу малкуте општини кои што поголем дел од темите кои што се гласаа едногласно. За буџетот гласаа сите советници, 23 советници, што е за пример за сите останати, верувам, општини. Напишувавме заеднички програма со граѓаните, но учествува и советничките групи без разлика на политичките партии. Све што предложија, све беше ставено во самата програма. Добро. Значи имаме заедничка програма не само на Герасимовски, туку и на сите советнички групи кои што членуваат во Советот. Интересен момент воведовте денеска на пресконференцијата, промовирање на буџетот практично, односно јавно представување на програмата со клучните проекти за 2026. Што е тоа што капитално ќе се гради? Да, целта ни беше да ги запознаеме граѓаните со најбитниот документ во општината, а тоа е буџетот за 2026 година. Имаме поголем број на капитални проекти, можам слободно да кажам, и сум среќен и задоволен што поголем дел од проектите кои што ги понудивме во предизборието и беа во програмата се ставени поголемиот дел, да не речам сите, за реализација во 2026 година. Станува збор за поголеми капитални проекти кои што влегоа и во 3-годишната развојна програма, а тоа е нова општинска зграда, нова градинка, нов пензионерски дом, нови 2 базени. Молам, да, дом за стари лица. Значи сите оние проекти кои што ги имавме во предизборието и ги ветувавме на граѓаните, влегоа во овие и развојна програма, но и поголем дел во програмата за 26-та. Зголемување на еднократната парична помош на нашите постари жители од 2500 на 5000 денари, зголемување на еднократната помош на новороденчињата од 7 на 10.000 денари, зголемување на стипендиите кои што ги даваме на учениците за 1000 денари, зголемување на стипендиите на социјално загрозени семејства за 1500 денари и ред проекти кои што ги планираме за нашите граѓани. Зголемување во делот на буџетот за култура, оно што го ветувавме, кога јас влегов во општината беше околу 3 милиони. Минатата година, односно оваа година стигна до 13, да следната година е 25 милиони денари. Добро, веројатно дел од овие проекти ќе треба да влезат и у следните години буџетски. Токму така и најбитниот дел, да не го изумам, она што го ветувавме, тоа е центарска картичка, каде што центарските жители ќе имаат повеќе привилегии од упис на децата во градинки до користење на сите бенефиции кои што ги има и дава општината, но и она што го ветувавме, тоа е топол оброк за нашите дечиња во основните училишта, кој што ќе го финансира општината, но и екскурзија каде што нашите ученици ќе може да ја запознаат нашата република. Од вашите општински јавни предпријатија, освен со паркирање, се занимава и со, би рекол, комунална хигиена. Му ги сколемивте ингеренциите за одржување на хигиената? Да, и тоа не беше едно од ветувањата во минатиот мандат да отпочнеме да ги пријавуваме нашите вработени хигиеничари.
Првично ги префрливме во ПОЦ, беа под капата на општината, иако и ПОЦ е под капата на општината, но им ги префрливме со механизација и работна сила сите хигиеничари. Секако дека општината субвенционира, односно помага дава финансиски средства за исплаќање на плати, за дополнителна опрема за одржување на хигиената, која што е задоволителна од наша страна. Колку сте сега задоволен од јавното предпријатие на градот Скопје комунална хигиена, од одржувањето на хигиената? Не на највисоко ниво, но се осеќа подобрување за разлика од тоа што го имавме претходно. Да. Сега вие Тоа е видливо. така, вие сте и подпредседател на ЗЕЛС, оттаму со полно право ве прашувам дали има предлози, решенија за аерозагадувањето од кои се погодени сите општини, независно дали има индустрија во одредени општини или не, и кој е вашиот став во однос на тврдењето за аерозагадувањето на Скопје дека е предизвикано од усје, како и барањето за негова дислокација? Има повеќе причини за загадувањето, кое што е повеќе децениско. Договорено е да до крајот на годината, односно до крајот на средина на следната недела имаме состанок на ЗЕЛС, каде меѓу другите теми ќе се разговара за најприоритетната тема, а тоа е аерозагадувањето. Очекувам дека од страна на градот Скопје ќе се направи план, стратегија, програма, каде што ќе се вклучиме сите 10 скопски општини за намалување на загаденоста и целосно искоренување на истата. Значи, пред се ни се потребни добар сообраќајен јавен превоз. Нешто што за жал се уште го немаме. Се ветува од многу градоначалници претходно, но се уште е во лоша ситуација. Превземање на одредени мерки кога загадувањето е на повисоко ниво, а тоа е пар-непар, да се намали сообраќајот и возилата во градот, строги инспекцијски контроли, кои што треба да ги има и градот, но и сите општини, во делот на одредени населени места, каде што одредени граѓани за жал се греат, односно се загреваат со материјали, со гуми, со, не знам, одредени пластики кои што дополнително загадуваат и дополнителни зголемување на инспекцијските контроли во делот на индустриските зони и поголемите загадувачи. Ние за среќа во општина Центар немаме индустријска зона, која што дополнително ќе загадува, но воздухот не можеме да го делиме од општина во општина и да правиме бариери меѓу општините. Но поддржувате ли протестот пред Русија, дека и тоа е еден од загадувачите на Скопје? Целосно го поддржувам и треба да има строги контроли во Русија и сите поголеми фабрики, и доколку тоа што се наслушнува е вистинито, треба да има ригорозни санкции. Можна ли е дислокација на таков капацитет според вас, еве како градоначалник со долгогодишни искуства? Многу тешко, но доколку се сака, све се може. Каков е вашиот став во однос на градењето во Центар? Знаеме, тоа е горлива тема, посебно надградби и доградби, кога од двоспратни куќи стануваат висококатници од 8-9 спрата? Имаме важички дупови. Сите нови дупови што ги носиме ги подобруваме условите на граѓаните, повеќе зеленило, подобри сообраќајници, пошироки тротоари и така натаму. Но овие важички дупови каде што имавме мораториум во минатото, имавме проблем изминатите години со прилив на барање на одобрение за градење, кои што не можеме законски целосно да ги стопираме. Но што правиме? Преку правилници ги подобруваме условите, почнувајќи од паркирање, налажувајќи задолжително да се постави дополнително зеленило на секоја парцела каде што се гради. И следно што го правиме, се прави нова програма заедно со службите да ги санкционираме, односно не е проблем толку градењето, колку што е проблем начинот на градење. Имаме несовесни градители, дел, кои што ги узурпираат улиците, не ги чистат камионите кои што треба редовно да се чистат кога излегуваат од градилиште, градат и во ноќните часови. Значи, ги узурпираат целосно тротоарите со машинерија, со алати и затоа отпочнавме со подготовка на посебен правилник, каде што ќе се стандардизира секој градилиште. Каде што секој градилиште треба да има иста ограда, со иста висина, со иста дебелина на оградата, каде што натрек има посебен контењер кој што ќе служи за фрлање на шутот. Така, веројатно и перење на возилата, при загување од градилиште. Перење на возилата, последниве неколку месеци и во минатото пишуваме голем број на казни. Но истите гледаме не се доволни и затоа мора да се направи одреден правилник
кој што ќе биде стандардизиран за секој градилиште. Кога зборувате за нови градби, надградби, доградби, се едно и паркинг места, можно ли е да се направи таква измена било во правилници, било во закони со кој што секоја стамбена единица ќе биде заложена со паркинг место? Да, во минатото за жал имавме представување, лажно представување на паркинг места. Голем број на направени згради каде што имаме 20 на стана, 7 до 10 паркинг места. Капацитетите на улиците се тие што се и не се задоволителни за толков број на жители, толков број на автомобили. Подготвуваме заедно со предпријатието Паркинзи на општина Центар нови правилници и во тој дел. За истите ќе говориме во текот на наредниот месеци ќе бидат представени. Преку програма, посебна програма, преку Совет се изгласа да при издавање на дозвола ги отстранивме оние лажни паркиралишта, односно дупло паркирање кое што во минатото се давало, а не се реализирало, да не може да се издаде дозвола за градба доколку има дупли паркирања. Катна гаража за Буњаковец, еден од проектите. Да. Но прашањето е прилично фреквентно место, што ќе се случува додека се гради со сите околни жители, со сите околни фирми, со сите посетители кои што гравитираат во тој дел од градот, додека се направи една таква гаража. Видете, имаме проблем со паркирање кој е детектиран преку истражувања, преку многу бројна средби со граѓаните на повеќе локации. Затоа во самата општинска зграда на целосната парцела која што конечно ја добивме после повеќе од 2 години во владение и отпочнуваме процедура за градење на нова општинска зграда, планираме 3 нивоа под земја за да го решаваме проблемот во Девармало, но во Девармало планираме и друг начин на решавање на проблемот и делумно правење на пешачка и резидентна зона во Девармало. Во делот на Буњаковец и Капиштец, каде што е многу потребно паркирањето, имаме проблем. Разговараме заедно со град Скопје да со меѓуопштинска соработка ја отпочнеме подземно надземната гаража во делот на Буњаковец, со острани оној монтажен паркинг кој што го имаме во моментов и на истата локација проширена целосно да се направи подземно надземно паркирање кој што го договараме заедно со градот. Да, тоа е поголем капитален проект кој што ќе треба време за негова реализација. Што ќе биде во меѓувреме со сите околни жители? Ќе треба да се снаоѓат со Не, договараме со мораме и тоа да го предвидиме пред да почнеме таков поголем зафат каде ќе се паркираат сите тие жители. Го договараме со директорот на Паркинзи на општина Центар каде се ќе бидат пренасочени сите тие возила каде што ќе имаат можност за паркирање доколку трае целиот тој зафат. Спомнавте и за пешачки зони, и за ќе продолжите со проектот едносмерни улици и воведување пешачки зони пред се во тој угостителски район, би рекол, во центарот на Скопје во Девармало? Да, има еден стар проект кој што го преработував изминатиот период. Истиот беше представен пред колегите од Министерството за внатрешни работи и сообраќајната полиција. Доставен е до нив самиот предлог, чекаме да сега се празници, малце сите сме позафатени со многу активности, да после празниците се седне и се разгледа целиот проект, да ни дадат одредени забелешки како би го затварале целосно Девармало, делумно да се направи пешачка зона, а поголемиот дел да биде резидентен за паркирање само на жителите во Девармало. Неизбежно е малку политика, иако бевте еден од ретките кандидати за градоначалник од СДСМ кој победи на локалните избори во, би рекол, исклучително важна општина, нели? Не сте дел од раководството на СДСМ и по новите промени. Зошто? Видете, изминатите 6 месеци во нашата кампања ја водевме на многу поинаков начин. И градоначалничката функција е една од најтешките функции која што бара многу време и внимание и грижа за граѓаните. Тоа го договоривме со граѓаните во предизборието и така ветувавме дека заедно ќе продолжиме да се грижиме без разлика на политиката и политичките партии. И пред се сакам да се посветам наредниот период целосно за сето она што заедно го договаравме, за сите оние капитални проекти во интерес на граѓаните, да целосно се посветам во општината. Иако не се отстрануваме од партијата, јас сум дете кое што израснато во Социјалдемократскиот сојуз и ги негувам социјалдемократските вредности. Имавме неколку состаноци со
председателот Филипче, каде што разговаравме на самата тема и дојдовме до заеднички заклучок дека сега не е моментот да се превземе некоја повисока партиска функција и јас целосно ќе се посветам во работењето на самата општина. Ја знаете добро состојбата во партијата, како ја оценувате актуелната ситуација, посебно по уште една промена во раководството? Разговараме многу. Јас сум се уште председател на општинската организација на СДСМ центар. Пред неколку дена имавме и состаноци во проширен состав, каде што ги разгледувавме сите оние одлуки кои што се донесени од страна на централата и сите оние промени кои што се направени. На 24-ти ќе има, се планира да има и конгрес во на партијата, каде што ќе се подискутира за самите локални избори, за новото раководство и за тоа како понатаму ќе продолжи да функционира самата партија. Добро, вие дефинитивно ќе влезете триумфално на конгресот како еден од победниците кои што оправдаат во вербата. Горан Герасимовски во тема на денот во Дневникот на Сител ви благодарам. Ви благодарам на поканата, ми беше чест.